Денес во бекстејдж си разговарам со едно момче кое што така важи за човек кој што нема влакна на јазикот, а првична професија му е диџеј и примарна. Диџеј Мац, одамна не сме те виделе во бекстејдж, каде си и што правиш, кажи? Сегде помалце со музиката. Очекував да го надополниш на останатото и медицината, но еве прв пат, како и секогаш се е прв пат во бекстејдж, така и од моја страна ќе кажам дека официјално се повлекувам. Од медицината, да. Затоа што знаете дека си отвориш свој онлайн радио, така да си се посветувам на нешто свое и целата енергија е таму насочена. Како доби идеја, еве кога сме веќе кај радиото, ќе го следам муабетот како што ми го наведуваш. Како дојде идејата до свое онлайн радио кое што всушност се вика Мој бренд радио? Па искрено, нели, седејќи по локалите каде што фали и квалитетна музика и да не се повторуваат едни исти песни од ете да не спомнуваме други радија, надвореш не зборам онлайн. Фали да се слушне нешто ново, фали луѓето да имаат свој бренд джингл, своја реклама, собствени цели и така натака. И така дојдов до идејата. Дали си задоволен од тоа како тече бизнисот? Одлично тече бизнисот, да, веќе и апликацијата се тестира, така да почнуваме да се шириме и малце надвор од Македонија. Одлично, мило ми е што слушам вакви нови информации. Диџејството каде е тука постојано имаш настапи, настапуваш. Помина короната, се вративме во нормала, мислам одамна помина. Да. Значи буквално букингот ми е на завидно ниво, затоа и више не ни објавувам ништо, затоа што искрено имам по 2 настани и дење ноќе. Приватни, неприватни, свадби, локалливе по низ Македонија, организации, еден куп настани. Како што споменав на почетокот на интервјуто, важи за човек без влакна на јазикот, кој што постојано си го кажува своето мислење на социјалните мрежи. Нели се плашиш некогаш некој да не се испокара, да не те навреди, да не те пцуе, да не те свати погрешно? Како гледаш на тие работи кои што ги правиш бестрашно? Дали мислиш дека овој народ води грижа за тоа ние колку се плашиме или не се плашиме на нив, се едно име, колку и да си ти културен и да си фин или лош, како и да си, они се секогаш дрски и безобразни, според она што гледам дека е актуелно више со години наназад, а веќе и многу посилно. Јавно се обратив на социјалните мрежи дека треба да престане тој хейт коментари по социјалните мрежи, затоа што без разлика дали сме артисти, диџеи, политичари или актери, кога не се знаеме лично или не познавате лично, или не ви се допаѓа тоа што го работиме, едноставно одминете, нема потреба да не пцуете или да не хейтате или да пишувате нешто недолично за кое што е срамота за нивните години што ги имаат обично тие 50+. Едноставно нема потреба, ако не ме знаеш, нема потреба ни да ме врегаш, ни да ме плукаш. Не конкретно мене, општо зборам за сите јавни личности што се бавиме со јавната работа. Така да се надевам ќе се намали, барем така се надевам, иако гледам дека е спротивно тоа се зголемува за жал. Кој е твојот најголем извор на среќа покрај она што си го работиш и што си го сакаш, развивањето на твојата кариера во нагорна линија, како што кажавме, лани се оствари како татко? Дали е тоа најубавото нешто што ти се случи, еве еден впечаток твој до она што досега? Има ли моменти да речеш што ми требаше ова, нервозен си, дете плаче, бара внимание 24/7, или Татјана е тука да ги надополни тие? Никогаш нема да кажам што ми требаше тоа, пошто Петар е буквално изворот на среќа и најубавото нешто што можеше да се случи во 2025 година. Искрен да бидам, нервозите постојат, што е сосема нормално кога некој чува сам дете. Немаме помош од бабите, таква е ситуацијата, некој е надвор државата, некој е тука и е многу тешко кога сме сами и нормално некојаш да си нервозен, меѓутоа, нели, не пред него, нормално. Поставам неколку кратки прашања на кои што ме интересира твојот став и твојот одговор. Дали повеќе веруваш во судбина или во личен избор? Можеме ли да влијаеме или работите ни се однапред некако предскажани и зацртани некако? Па искрено мислам дека сами си ја пишуваме судбината и сопствениот избор. Не мислам дека судбината така кажала, меѓутоа не знам. Пенкалото е во наша рака и ние си пишуваме сами. Дали имало момент во твојот живот кога си се почувствувал изгубено,
па потоа повторно се пронајде. Има ли таков момент, некоја животна пресвртница? Па, како што спомна пред многу години, да не се повтори нели короната, јас сум благодарен што постоеше, затоа што многу работи сознав буквално зашто постојам, што правам со моето време, додека седев дома имав многу време да размислувам како треба да се троши, на што да се троши, така да. Простување. Дали е тоа за DJ Мац сила или слабост? Простуваш ли лесно или паметиш долго и држиш лутина? Па мислам дека сум човек што простува, паметам многу, но простувам, искрено да. Ке го мислам тоа што ми го имаш направено, но да кажам негде подалеку во мислите, а сепак простувањето ми е повеќе присутно. Мац, кажи ми, што најмногу те плаши, а не го признаваш? Од што имаш најголем страф во животот? Искрено, ете ќе го кажам гласно, буквално како што ми е цел период, иако многу татковци го немаат тоа кажано на глас, прв пат во бекстејдж ќе го кажам искрено и ова. Не знам како да се изразам, да не звучи толку трагично или лошо, меѓутоа ќе го кажам буквално како што го мислам или како што си го имам во мислите. Од собствена смрт заради неприсуство на растење на своето дете, да бидам тука да го штитам и да го чувам и да го гледам како расте. Тоа ти е најголемиот страф. Тоа ми е најголемиот страф, друго ништо. Што те прави вистински среќен, кога ќе се изгаснат рефлекторите надвор од оној јавен живот? И дали има лицемерие во јавниот свет, тоа ме интересира? И каде си ти во таа приказна? Лицемерие постои и во јавен и во нејавен живот, сегде на секој чекор буквално. Во комшилуците во мајлата? Секогаш, сегде, да, луѓето многу глумата малку живеат, за жал. Меѓутоа, што е тоа, нели, и лицемерието си има своји предности да не научи во животот зашто постојат такви луѓе, нели? Така да, кога ќе се изгаснат рефлекторите, да се качам на мотор, да се извозам, буквално се исклучувам тотално, не без разлика кај ќе возам, дали до Водно, до Козјак, се едно, меѓутоа ако се качиш на мотор, буквално треба да си фокусиран само на тоа и тогаш сум најсреќен и ми се полнат батериите. И за крај ме интересира, од она што ти го кажале досега луѓето кои што ти приоѓаат, која е најголемата заблуда која што ја имаат луѓето за тебе како јавна личност? Те замислувале поинакво, а кога те виделе биле посрекни за тоа каков си или пак се разочарале? Па не, искрено ми имаат кажано многу дека сум бил многу кренат или арогантен, но кога ми имаат запознаено, сватиле дека не сум тоа затоа што веројатно не ме знаеле, нели од страна веројатно така делувам заради, не знам, моменталната ситуација која што налага или веројатно се штитам со некоја бариера да не може секој да пристапи, но во секој случај кога ќе ме запознаат не го мислат истото. Ти благодарам многу што денес беше искрен пред објективот на Бекстејдж и што излезе од твојот дом на ова дождливо време. Фала на поканата, искреност секогаш према Бекстејдж.